Добре дојдовте во најновото издание на ЗИД. Мој денешен гостин е академик Митко Баџунков. Добре дојдовте. Добро најде. Академиче, Северна сериозно надвисна над Македонија. За неколку дена следува и подпишувањето на фамозниот договор. Можеби грците ќе го одложат за неколку дена благодарение на интерпелацијата што ја спроведува опозицијата против владата на Ципрас, но како и да е, факт е дека за неколку дена и тој ќе се подпише. Што се случува во Македонија? Капитулиравме ли како држава, како што и најавивте вие претходно? Очигледно дека е така. Ние кога пред 10 години во Ману расправавме на таа тема, тоа беше во 2010 година, кога и се појави потоа тој текст, кој за жал тогаш не беше јавно презентиран, ама неодамна беше објавено во Нова Македонија, и во кој јас учествував, ама пред тоа јас пишував некои по други мои видувања и ги почнав со тоа дека како во народната песна црн облак се зададе над Македонија уште тогаш и дека не е во прашање името, туку опстанокот. И така и се покажа како што беше од самиот почеток. Јас постојано предупредував дека по разврската на Југославија се случи нешто што им пречи на сите наши соседи, можеби најмалку на Србија. 13 година, како што знаеме, Македонија е поделена на 3 дела. Грците, бугарите и албанците кои си го грабнаа својот дел, ги претопија македонците кои беа таму. Во Грција направи еден геноцид невиден, еден од првите геноциди во историјата на 20 век и така натаму. Секој грабна што грабна. И сега по разврската на Југославија, иако ние излеговме чисти, се појави, како што јас реков и порано, дух од ламба, една нова држава, која ги отвори старите прашања и се види дека источното прашање врзано за централната балканска држава Македонија не е разрешено. И дека треба да се бара решение. Тоа решение, како што знаеме, со овие подметнати кукавички јајца во врска со проблем со името, траат, како светот да се колебаше на дали да не фрли на ѓубриштето на историјата или сепак на некој начин да не сочува. И на крајот коцката е фрлена и Македонија е прежалена. Со ова, ако не се спречи усвојувањето, Македонија како држава и македонскиот народ се избришани трајно од историјата, а она што останува е една вештачка, привидна, површна, плитка Македонија, која нема да има сили да издржи ни 10-20 години, зашто сега по овој проблем со името ќе се отвори оној другиот проблем со албанската платформа, со јазикот и така натаму, кој треба да се имплементира и со тоа тој плац кој се вика Македонија ќе биде расчистен и тука ќе дојдат тугите војски и овие другите кои се сите во тоа инволвирани. Грците го грабнаа својот дел, бугарите го грабнаа својот дел, едните го грабнаа старата историја од 1000 години, другите ја грабнаа новата историја од 1000 години. Албанците сакат ова дека се автохтон народ, што значи
ako se implementira i ova za jazik od kad se tije de facto vladeteli na Makedonija i su to Makedonija takva kao što je mala i bespomoćno od jedan star istorijski narod so jedan star jazik, četvrt kanonski jazik na svetu na koji je bilo uopšte dozvoljeno širenje to na hristijanstvo, to ke bide izbrišeno od kartata na svetu, so blagoslov na celiot svet. I to je bruka nevidena i sramota. Zato što je to jedan projekt koji сега se prodava kako spas za Makedoniju, ama i balkanskите vojni se prodava kako spas za Makedoniju. Ама во балканските војни Македонија беше спасена од своето собствено постоење. Сите градови и села беа столчени, народот уништен, македонските млади луѓе, војници учествуваа во 3 војски, веројатно една од најбројната армија само која не се брои, сите во првите бројни редови, даде најголеми жртви и после тоа не доби едноставно ништо. Наша среќа беше што сепак ова партизанска борба, антифашистичка борба, сепак во тој сојуз со Југославија дојдовме до своја држава, меѓутоа таа држава, како што јас реков и порано, беше скриена во федеративноста на Југославија и во тој момент таа не му пречеше никому, а и Југославија беше премногу силна некој да и се спротистави. Да каже нешто против. И сега ние останавме мали, безпомошни, неподготвени. Сега се виде дека нашата дипломатија што работела во Југославија не чинела 2 пари, не свршила никаква работа да го заштити и стабилизира својот народ. Кој што работел само за себе и во ова време само грабеле на сите страни и на крајот останува само еден стар, безпомошен народ кој меѓутоа во овој момент нема друг излез туку да се собере заедно и во еден сеопшт народен отпор да се спротистави на ова, бидејќи ова е смрт за народот. Тоа не е видено во историјата на човештвото. Тоа е еден програмиран геноцид. Тоа е прв пат во историјата да може некој да ја види смртта на својот народ во текот на својот живот. Тоа никогаш не било. Во оној стар еп за Прометеј, во Есхиловиот Прометеј, не е главното што Прометеј им ја дал на луѓето огнот и умот и бројките и зборовите, туку најважно што им ја дал надежта да не знаат кога ќе умрат. А овде ти вика, еве, ово е моментот кога вие умирате. Овој тајминг е избран на еден перфиден начин. Еве сега вчера го гледам Лавров, човекот не знае што да каже. Почнува светското првенство, не смее да се спротистави, да каже нешто од оние работи што ги зборуваше, а овај Коција слизе, мазен, се смее, триумфира и така натаму. Значи, избрано е времето на фудбалот. Во врска со тоа сакам да кажам една семејна анекдота. Татко ми кажуваше кога беше еднаш болен. Дошол од некој друг град, некој негов пријател да го види. И тогаш му рекол, бај Стоене, јас сум многу по фудбалот. Кога се игра фудбал, не ме интересира ништо. Ако има утакмица, жена ми да умре, ќе ја покријам со чаршав, ќе отидам да ја гледам утакмицата, а потоа ќе дојдам да ја погребам. А јас дојдов тебе да те видам. Значи, татко ми со тоа се фалеше дека многу го сакаат. А јас со тоа сакам да кажам нешто друго. Сите во Македонија, сите ние кои ова еден месец ќе гледаме фудбал, треба да знаеме дека во тој период една жена ќе биде покриена со
бел чаршав. И тоа нема да биде ничија жена, тоа ќе биде нашата заедничка мајка, Македонија. Да му биде јасно на секој. Академиче, се повторува историјата и тоа очигледно пред очите на сите. Бугарија е повторно на истата оска со Грција. После толку години се случува повторно македонскиот председател да биде кај нив на гости, Иванов се сретнува со Радев, Бојко Борисов, премиерот нивни и Захариева, нивната министерка за надворешни, одбиваат јавно средба со него, па уште не можеле после се што се случило и се што кажал тој да се сретна. Значи тој е гостин како прво, а и што не е домакински, туку е прекршување на сите можни меѓународни норми, не баре ние сме со нив во војна или пак сме им сгрешили нешто, а ќе да е повеќе она обратното дека тие нам не изгрешиле многу повеќе, но ги прекршуваат сите тие норми и не се сретнуваат со председателот. Иако зборуваме за човек кој што е институција, не зборуваме за Иванов, може би им се допаѓа или не. Човек избран со мнозинството на македонски гласови, 552.000 македонци гласаа за него. Односот кон Иванов, кој инаку се однесува државнички, е еден од најсрамните односи воопшто во историјата на Македонија. И тоа требаше расчисти уште порано. Уште порано, кога Груевски беше во коалиција со Ахмети. Ахмети не го признаваше Иванов како институција. Требаше како кофер да го исфрли. А тој ги чуваше од кој знае кои причини. ВМРО и кога имаш апсолутно мнозинство, мораше по диктат на овие креатори на злото да ги стават во власта. И уште тогаш тоа беше опасно, бидејќи кога се игнорира една од главните институции во државата, тоа е председател на државата. Тука трева не расте. Ова што сега, вчера тој го направи, што не сака да разговара со некој кој изврши акт на предавство, тоа е нормален државнички гест. И сега оди во некоја тамо држава на која веќе им го дадовме половината, значи со ова добрососедство со Бугарија, половината, словенскиот дел им го дадовме, а овој античкиот сега им го даваме на овие, а овие нашите си свиркат. Ево во Мано за 2-3 дена ќе биде конференција за овие добрососедски односи со Бугарија во организација на МАНО и на Министерство за надворешни работи. И тоа се те работи синхронизирани, според мене. Оти не треба се заборави, да се вратам на она што беше 80-та година. 80-та година тој документ е важен документ и во тој документ МАНО мора да застане за тој документ. Во тој документ стои дека може да се разговара само за прашањето за името во склопот на ова привремената спогодба и резолуцијата на Обединетите нации. И за ништо друго. Сите други работи, име, јазик и така натаму и така натаму. Пред 2 години јас кога излегов на говорница во Ману и кога реков тоа да се потврди, не се потврди. Зошто не се потврди? Од што се плашат? Кога беше енциклопедијата, се плаша да... Па јас тогаш влегов во огин, сакав, им се додворував на албанците, дека еве така ни го чуват јазикот со ова, со она. Сакав да се реши со консензус. Не. Кога дојде на ред она автохтоноста, не ги интересира ништо. Ние сме единствен народ на светот кој е за презир. Ние имаме енциклопедија која е ставена под клjuč. Мене, нели го реков тоа во минатата емисија, дека цензура ми направија, не објавија тој еден текст во кој јас реков не, кога беше во прашање ова промена на уставот. Не ова да се промени уставот. Треба да се промени она, да се врати стариот устав, дека е Македонија држава на македонскиот народ и на сите други народи кои живеат во Македонија. А не, како е во сите цивилизирани земји, а не да се прават циркуси. И тоа е забрането. Значи, ние има, а при тоа
Nijedan vesnik, nikoj ne me povika da kaže čekaj bre, ajde, daj go toj tekst da vidimo za što stane u zbor i tako na to. Nije si patime od sopstveната glava. Ние мислиме дека автоматски, како во турско време, не правејќи ништо, самото ова окружение, самото устројство ќе ги реши работите. Меѓутоа, овде сега имаме работа со сериозни играчи, она што вика српското, она од народната песна, латини со старе варалице, а грците се уште пострашни. Ке те излажат на секој може начин, ке ти нудат, ке ти дават, ке ово, тие може би дури какви што се глупави можат да мислат дека ни сакат добро, дека е тоа добро за нас. Што има тоа? Тоа е како во моите драми. Што е тоа смртта? Не е ништо. Ке легнеш, ке си дишеш, ке престанеш да дишеш, или водичка, ако се давиш, ке се наголташ вода и фино, и така ти. Па тоа се тие идиотлуци. Ние мислиме дека работите сами ќе се свршат. Ама нема да се свршат сами. Играме на картата дека сме пиреј и толку и дека ќе преживееме поради тоа и ќе обстанеме како нација. Не треба ли тој пиреј нешто да прави? Ама не можеме да обстанеме, бидејќи ние во рамките на Турската империја обстанавме благодарение на нивните закони. И нивните шеријатски закони да не беа такви какви што беа, да ја признава исклучително црквата, ние ќе поминавме многу подобро. И по Берлинскиот конгрес, може би, целата таа територија што беше сочувана, најголемата де факто територија на Балканот и најважната, каде што почнала словенската приказка, ќе беше сочувана за една нова држава. Ние имавме со Мисирков еден државотворен програма. Ние можевме во онаа време наместо да се играме со кркалка, со востание, да направиме војска да направиме и да излеземе со војска во 12-та година и се бориме како македонци за своја држава и така натаму. Ама треба поддршка на овие луѓе кои едноставно не се заинтересирани за тоа, бидејќи прават такви страшни грешки, такви да е тоа е нестварно. Например, на грците им се отстапува собственост на старата култура. Па старата култура и припаѓа на оние кои ја познава таа култура. Нема врска со никој. На 2500 години не важат ни тапии, ни ова, ни она. Тоа важи и за Македонија, тоа важи и за Грција. На што личи ова? Ова е безумје. Ке станат ли вашите колеги без проблем од ману с ману, без отпор никаков? Што мислите? До сега нема никаква реакција на ману, мислам, замислете после име Република Северна Македонија и сите овие отстапки каде што се кажува дека ману нема да биде ману, ниту пак македонската филхармонија ќе биде македонска и слично. Ке стане ли ману с ману? Без отпор. И неколкумина како ваш што ќе кажат не. Другите? Ману, како што реков, се изјасни за овој дел и јас мислам дека нема да си го погази зборот, дека нема да плукне на својот збор. Како зајак не мислите дека се сменат? Дека во онаа време кога беше во прашање дали се да се отстапи само за името, тогаш Груевски беше против. Една од причините што тоа не е објавено, тогаш Сардело беше председател. Он е главниот заслужен за тоа. Сега таки фити тоа што го кажува, тоа е извадено од таму. Тогаш тоа го и јас учествував во тоа и така натаму. И тогаш беше речено главното, ама Ману сепак тогаш процени дека само името, без другите атрибути, нема да наштети на Македонија доколку е тоа во интерес за влез во Европската Унија. Ама тоа требаше да се направи цивилизацијски. За тоа постојат услови и се уште постојат услови. Ирска е примена во Европската Унија, името на Ирска, уставното име на Ирска е Ирска. И таа е примена во Обединетите нации како Ирска. Овие не сакаа во
Европската унија да ја примат како Ирска, но сепак ја примија. А потоа направија како некој анекс договор да биде сепак Република Ирска за да се разликува од Северна Ирска. Истиот случај беше со Велика Британија. Французите се бунеа затоа што тие имат Бретања. И влегоа како Обединето кралство само за тоа. Значи, тие имиња се фреквентни и си стојат, значи, ако Европската унија сака да влеземе во Европската унија, ние ќе ги почитуваме и без нив европските вредности. И без нив. Ние без нив бевме Европа. Југославија беше поголема Европа од нив, што се денес. И ние тоа ќе го почитуваме. Ама ако тие сакат ние да влеземе во тој сојуз, тие треба да настапуваат не Грција. Шта има Грција со тоа? Да се направи дистинкција. Значи, Македонија постои како област, а ова е Република Македонија. Веќе е дистинкција, веќе е разлика, веќе нема никаква нужда, не знам зашто. Па да се направи и нешто малку повеќе. Значи, имаше 1001 решение. Ама не, решението беше да се столчи еден народ. Освен тоа, да се фаворизира албанската кауза. Не случајно Југославија кога се распаднат. Не сакам да кажам дека причините за распадот дојдоа само од надвор. Бе и внатрешни. Јас тогаш и напишав дека ништо не се урнало од надвор додека не се урне однапред. Ама кога ја добија таа шанса, тие удрија и шанса им беше да ја заекнат таа албанска популација во Албанија, да го грабнат Косово, во Македонија и сега со таа албанска платформа ние практично имаме комплементарна ситуација во однос на ова што се случува со името. Бидејќи ова, не дај Боже да помине, давам глава, веднаш ќе излезат со ова за јазикот. Не треба никој да заборави дека во албанската платформа првобитно беше побарано промена на уставот. Таму беше побарано да се менува уставот. А со тоа ќе се промени се, нели? Се споменува и знамето, и се. И значи, со двојазичноста, сега, Божем, Грција ни попуштила за јазикот, ама, како што реков, порано во двојазичноста ние не можеме да преживееме и тука ќе бидеме сведени на 10 души што пишуваат книги и самите си ги читаат и тоа ќе пропадне само од себе. Затоа што народ... Ние имаме, јас лично имам дело кое може се мери со било кое дело кое е настанато во светот во овој момент. Во било која земја. Нека излезат и нека каже дали е така или не е така. Нека ги преведат сите до... Ама тие сакат да столчат еден народ. Не ги интересира. Ги интересира само нивната политика. Јас бев, мојата жена во Белград ја вика шиптарска мајка, им помагаше на тие деца невидено многу. Јас тука исто така застанав зад нив и така натаму и така натаму. Ама ова е преко его. Тука се оди да се грабне територија, бидејќи војните не се водат за луѓе, се водат за територии. Јас и порано напишав кога беше разврскат со Југославија, никому не му треба ова територија со народ, туку му треба територија без народ. Да се истреби народот и да се насели со овие семенкари и така натаму, да дојдат на нашите места и затоа е избран тука модел на тие луѓе од таа црвена буржуазија со овие топуците што се дојдени од тие краишта каде што нема ни к од култура, за кои знаат дека ќе дадат се, ќе се обврзат за се, ќе ги фатат за некои ситни пари, ќе му дадат таму некој острвче
nekoje dijamantče, ne znam što, i ke ja prodadat kako što bilo 1000 pati. No, treba da zna deka vo ovoj moment nije veruome deka vistinata nikogaš ne može da se sotre. Minato to je nepromenljivo. Ne može da se intervenira od svega kon minato to. Sve što postoji je realno, veli Hegel. To znači da minato to ne može se giba. To je taka. Znači, ono je egzodus od Kukuško što je napraven vo 1912. godina koga od žetva se dignati na beli gaki i poterani. Neprijatelj te vo bekstvo, veli nivnio car, treba bezmilosno da se postapova. To je nivната politika. Što ti je ke ni raspravat poveke? Što ke ni raspravat poveke? A što se odnesува do NATO, mene NATO ne mi ni treba. Еднаш ме бомбардираше, не ми треба повеќе. Лично мене не ми треба. Ве разбирам, вие бевте тогаш во Белград. Ќе направиме куса пауза за рекламите и веднаш се враќаме во студио. Се враќаме во ЗИД. Мој гостин е академик Митко Маџунков. Академиче, имаме една оксиморонска ситуација. Зборуваме за земјата Северна Македонија, која што се наоѓа на Западен Балкан, кој што е дел од југоисточна Европа. Звучи многу така контрадикторно и смешно, можеби, или трагикомично. Од друга страна, зборуваме за Република Северна Македонија и Кодзијас и Ципрас кажаа дека името го одбрал Зоран Заев. Тој пак вели горна земја не постоела, нова ќе сме биле како од вчера, а северни имало. Од друга страна, како може еден човек или свитата околу него да избира име за држава за една цела нација? Како можеше да се случи? Тоа е четврта Грчка Македонија. Тие знае ли некој дека Грчка Македонија е поделена на 3 дела? Има источна, има западна, има централна и ова сега ќе биде северна. Со кого се игра тие мајтап? Македонија беше Грчката Македонија и Тракија, што беше Северна Грција пред 89-та, пред да ги добија дека се распадна Југославија. Не смеа името Македонија да го споменуваат, сега тие промовираат народ без име, народ без јазик. Тоа е чудо невидено. Народ без јазик. Има народ, нема јазик. Значи, македонците се оние кои зборуваат грчки. И сака да кажат дека старите македонци биле грци. Тоа е нонсенс. Историјата многу добро знае дека старите македонци се одделен народ. Затоа има 1000 директни и индиректни докази. Има останати зборови, се знае дека командите во македонската војска оделе на македонски јазик. Се знае дека непишаниот збор бил поважен од пишаниот и се знае дека имале визија за држава, за разлика од овие кои имале визија за полиси. И визијата на Александар е да создаде царство како персијското кој ги опфати и персијското. На крајот од краиштата во Тројанската војна, зошто пеонците се на страната на тројанците, а не се на страната на грците? Ако се исти. Тоа се идиотски работи. И тоа е општо познато. Само работата е во тоа да се грабне, да овој Запад нема ум. Овие луѓе тука што раководаат нема ум. Нема ум. Ти на некој да му дадеш право на старината. Тоа е невидено. Тоа е невидено. Ескил, Софокло и Еврипид припаѓаат на светот. Јас еднаш напишав сонцето му припаѓа на она што е огреено од него и што потоа и самото ќе грее. Литературата, културата им припаѓаат на сите, а овие не, сега, а овие нашите, овие недоправени новинари, некој вика, сега нема да биде воин на конј, туку ќе биде Александар, пак се напише дека е од хеленистки, не од хеленистичко, дека тоа е грчко. А го нарекувале варварин истиот тој. Истите тие грци.
така? Мислим, тоа се скандалозни работи и тука мора да се расчисти, ама вистината за жал не им е битна. Не им е битно да свршат работа. Тие дошле тука, не треба се залажуваме. Македонија е држава со ограничен суверенитет досега. Досега беше со ограничен. Сега е држава без суверенитет. Без суверенитет. Инаку нема да може хан да му каже на председателот на Македонија што да прави. Да. Дури Мухич го искара хан за тоа, да. Ма на што личи тоа? На што личи? Каде ги Нели има е тие? синхронизирано, хан го кара, од друга страна Бега не се сретнуваат со него Борисов и Захариева, Радев ги искара добро од една страна. Тоа е единственото позитивно денеска од Бугарија што се случи од великодостојниците. Ама имаше порано некакви знаци. Во она време што го спомена 2010 кога го пишуваме тоа во Ману, имаше една група грчки интелектуалци кои излегоа со еден проглас дека се тоа срамни работи и така натаму. И има во Европа интелектуалци кои тие работи ги знаат и треба да ги знаат. И нашата шанса не е политиката. Јас немам никаква доверба во политичари. Тоа се луѓе од низок ранг, раководени со дневни интереси. Мене ме интересира естетиката на Кант, која вели дека убавото се допаѓа без интерес, во таа смисла дека уметноста е најголемиот интерес на самиот себе. Значи, суштината е во самата суштина. А овие трчат некои ситни работи, така што во нив немам никаква доверба. Ама имам доверба во европската интелигенција, само што ние немаме сили да им се каже да ја браниме просто својата позиција. И едноставно да не го прифатиме тоа што е неприфатливо, тоа што никој никогаш не го прифатил. Никој никогаш не го прифатил. Може да се менува името ако отидеш таму сам да бараш да се менува. А не може да ти дојде она расписка дека треба да си го менуваш името. Колку е тоа мазохистички од наша гледна страна. Беше и професорот Цуцуловски гостин кај мене. Муабетот беше дека од страна да те викаат и како и да те викаат, дали галовно или погрдно е една работа, но да ти наметнат самиот себе си да се нарекуваш така дека е малку вонумот. Ама работата е во тоа е во само ликвидаторството. Значи, тие сакат да се прикажат дека се добри. А ние треба да им прикажеме дека не сте добри. Нема да ви дозволам да мислите дека сте добри. Американците ги столчиле стотици индијански племиња, им ја збрчкале земјата, ама ги натерале да потпишат нешто, да удрат некој крст и да се каже дека се тие покриени. А тие само тоа знаат, да грабнат нешто, потоа да дојдат на таа територија, снимат филм, прво филм за освојувањата, а потоа филм да плачат. Како сгрешиле, мислејќи дека со тоа нешто ќе поправат. Тоа е фарса. Денеска владата директно започна со кампањата за референдумот. Велат да за Македонија, да за иднината, да за референдум. Што ви звучи ово? Референдум, според моето мнение, не треба да се дозволи, бидејќи ние веќе имаме референдум за прогласувањето на Македонија. И текстот на тој референдум сите знаеме како гласи. Дали сте за суверена и слободна Република Македонија со право на здружување со другите југословенски републики. Значи, ако сакаш да... И за тоа гласа 100% луѓе. Ако сакаш да направиш друг референдум, треба да направиш дали сте против слободна и независна Македонија. Тоа е единствениот референдум кој е реален. Дали сте против слободна и независна Македонија? А не ти... Ако, меѓутоа, тие се покераши невидени, тоа се игри невидени. И оние тоа ќе го направат како што ќе го спакуваат. И сега е проблемот дали да се излезе, дали да не се излезе. Бојкотот е најдобар. Меѓутоа, бидејќи имаме луѓе безумни, кои ќе вршат притисок на оние
вработените и така натаму и така натаму. Треба овие од големите опозицијски партии да отидат и да кажат кој е силен, нека ги бойкотира. Кој не е силен, нека отида, ама нека гласа така како што треба да се гласа. Според совеста. За да се отворли тоа чудо. Иако тие ќе одат нормално, на местење, како што ова се беше намесено. Бидејќи сега ние зборуваме за постфестум работи. Ние, всушност, не би требало да зборуваме за сите тие работи. Ние треба да зборуваме за тоа дека председателот на собранието е нелегално избран, дека собранието е според тоа нелегално и дека ние немаме за што да зборуваме. Се што и произлегува од тоа е нелегално. Нелегално. И овие море дали ќе излегуваат од собрание, дали ќе бойкотираат, дали ова, дали она. Треба целиот народ. Има Матковски една книга Отпорот во Македонија, каде што духовниот отпор е ставен еднозначно со физичкиот отпор. Јас во една та единствена средба што сум ја имал со Груевски и тоа не сам нешто се отвори муабет на тоа, јас му викам дека духовниот отпор е поважен, но вика не, физичкиот. Физичкиот е да даде знак дека си тука присутен или днеско во стани и тако на. А духовниот отпор е она што е вградено во суштината. Духовниот отпор е тоа што треба да се негува. Мисирков, тоа е духовен отпор кој е истовремено програма за создавање на македонска држава и така натаму. Ние такви автори немаме многу, но ги има кај мене во една цела лепеза, може скоро сите овие главни проблеми да се извлечат од тоа дело и да се застане цврсто. Значи, ова поделба треба да престане, или Македонија ќе ја нема. Значи, партиите не се битни. Еден збор, Македонија, дали ќе биде македонска организација, во која треба да влезат сите. И ВМРО, и ова, Лупчо, Мупчо, овие сите други кои се околу наоколу, сите овие други мали ситни партии, и сите оние кои не се етнички македонци, но се до Македонија. Мене ми израдува пред некој ден, шетам тамо по паркот и едно момче, Ром од Топана, тамо чисти трева ова нешто и ме препозна по овие емисии, вика дали сте вие тој човек и така. И сакам да поразговарам со вас и вика да ви кажем, јас го мислам истото што и вие не сте осамени. Јас исто се чувствувам како Македон. Јас сум исто македонец, јас сум скопјанин, јас сум тука роден. Тоа е моје. Друго е што секој си има своје етничко потекло. Ама државата е она која се штити и која треба да биде капата на се. А овие нашите албанци за жал не ја прифатија Македонија као своја држава, туку дури во оној устав, во оној срамен амандман број 4 ми се чини на преамбулата на оној устав од 2001 година, покрај македонскиот народ, па тука се набројуваат народите кои се дел од бугарскиот, дел од албанскиот, дел. Како тие тука да се дојдени на гости во држава. Граѓани на ова држава. Како граѓани на таа држава. Значи, и за жал светот наместо да го подржи она главното, они гледаат тука некој национализам. Тоа е смешно. Нема поголем антинационалист од мене. Јас имам во моите книги напишено на безброј места за зулумите кои се правени, на турците, ново оно, ги бранев албанците и се уште ќе го бранам секој човек повеќе од самиот себе. Ама не можам да не ја бранам вистината. Тоа е тоа така како е. Тие се важни работи. Во природата е важно да обстане секое живо суштество, а камоли еден народ. И тоа зошто? Затоа што некому така му паднало на ум.
da te фрлат, како што јас реков порано. Што плитко, да те смијат плитко во историјата. И ние сега според ова постоиме од денес. Од денес. И значи ти се будиш во амнезија. Кој сум јас сега, не знаеш, немаш историја. Немаш ништо. Замисли го тоа во индивидуалниот живот. А како е во колективниот? Во индивидуалниот живот се будиш, кој ми е татко, кој ми е мајка, имам ли баба, имам ли дедо, од кое место сум. Па тие се страшни работи. Тоа не се работи тие како што замислуваат дека во Егејска Македонија биле комунистите, не знам што. Па таму има наши чисти католички села, например Алексово, кој е тука преселено во Радово, од каде и бискупот овој Скопски родом. Прекрасни луѓе кои зборуваат чисто кукучки. Чисто кукучки, кои бранат тие отишле во католичанство затоа што и грците како православни и нашите како православни, бугарите мислам, ги сакале да ги урнат. И можеби во она време Гоце Делчев имал право кога сакал Македонија да стане унијатска, бар да има некоја заштита. На што личи ова? Верувам дека многумина го чувствува тој гнев во себе, го гледам кај вас, го има и во мене, но како човек кој што прошетал многу, видел многу и напишал уште повеќе, да не речам, гледате ли светло некакво на крајот на македонскиот тунел? Чочек беше последното, ама тоа не беше тоа. Има ли нешто, ќе се случува ли во иднина? Ќе следуваат многу притисоци, верувам, од страна од оние перфидните. Сценариото досега беше одиграно фантастично, дури и моментот, како што кажавте сега на разврската е во светското првенство, фудбалско лето, одмори, се што следуваше беше едно по друго наместено фантастично. Дали ќе одиграат докрај оваа игра како што намерачија оние кои што ја планираат, или сепак верувате дека постои нешто убаво на крајот? Сака да ја окупират Македонија со помошта на послушните и покорните. И тие нема да се откажат од тоа. Ама каде е народот, не е никој. Никој не може да го победи народот. Никој. Само народот може да се победи самиот себе. Значи, оптимисте дека ќе биде нешто на убаво? Јас сум апсолутно оптимист дека Македонија мора да излезе од овој мрак. Ово е нешто како во соништата. Тоа нешто што никој не може да го замисли дека може некој да ти дојде, тоа е како кај Кафка. Ти доаѓа со некој декрет и ти вика, знаеш, братче, ти од утре не постоиш. Ти не постоиш, ти од утре си само денес, нема вчера. Тоа се невидени небулози. Јас внимателно, сношти не спија воопшто. Ова беше објавено првобитно само на англиски, па го читав цела вечер на англиски, па сабајле гледам го дале и на македонски, па го препрочитав и на македонски. Штета што го немаме тука материјалот. Нема точка која не е срамна. Нема точка. Тука македонскиот народ е збришен. Значи, етнички македонците не споменуваат воопшто. Се споменуваат како нација во она смисла западна. По нација си американец, значи ти си американец. Ама нашите албанци тоа не го прифаќаа. И сега кои се тие? Во нашиот пасош и досега стоеше нација македонец. Ама тие тоа не го сакаа, сакаа да бидат албанци. И сега покрај тоа е ставено државјани на Република Северна Македонија. На Република Северна Македонија. Што значи тоа? Тоа не значи ништо друго, туку дека етничкиот корпус на Македонија е збришан и дека од таму собрани живеат некои луѓе и така натаму и со помош на овие силните кои тука направија
Ovaj, kako što reče onaj predsedatelj na ova Palestina, amerikanska ta ambasada, to ne ambasada, to je cel grad, taka i ova. To je tvrdina, ne je to ambasada. Znači, oni su tuka stacionirani i ima luge koji bezrezervno gi podržuvat i gi slušat, bezrezervno, za vozvrat na ona što im go davat, i oni su to, kje proširat to vlijanije na Albanije i kje napravat golema Albanija, tamo kaže trebaš da bide ona cela etnička Makedonija, kje napravat golema Albanija, a ovije našite od Bugarije treba da se sramat. Treba da se sramat, bidejki slovensko to pismo ne počnuva vo Demir Kapije, slovensko to pismo počnuva vo Solun. Solun. Solunski dijalekt, solunsko narečje je zemeno kako osnova na cela ta naša prikazka. I ako celi slovenski svet zastaneše za to, deka je Makedonija jedan omfalos od kada je počnala pismenosta na site Sloveniji, to je beše jedna sosema druga prikazka. A sega gledam nekoj molčat, nekoj, evo, tamo od Slovenije veke davat podrške. To je sramno. To je sramno. Pa ja navimam koga ima nekoj reprezentacije od Slovenije, od Hrvatska, navimam za site što beja u Jugoslaviji. Na što liči ova? Академиче, како дојдовме до ова дереđe? Што се придонесе за да сите овие работи поминат онака, да не речем гладко, мазно, но сите работи мина кај голем број луѓе, независно дали го прават тоа од лукративни причини или не. Дали ова прашање на културата, на, да не речам, писменоста, на читаноста, и зошто луѓето, еве, го зборувавме тој претходно, веќе не читаат? Мислат дека се на интернет и дека го знаат светот, читав некои такви објави во врска со случувањата во Тимјаник, па тие луѓе што се однесувале така не биле на интернет и не биле образовани. Дали дојде време луѓето да се образуваат на интернет со сета онаа пропаганда и глупости што ги има таму, а никој не чита веќе нешто конкретно? Народот е во магла и не знае ништо. Ние немаме образование, немаме едукација, тие гледат во тој голем свет, мислејќи дека го гледат, а не гледат ништо. Главниот книжевен жанр стана твитот и ништо чудо на овој Трамп да му дадат и Нобелова награда, ништо чудно и нашиот Зајко да го предложат за Нобелова награда. Тоа се невидени нешта. Меѓутоа светот во глобала не покажал дека е достоен за ова авантура на човечкиот дух. Западната цивилизација не покажа дека може да го сочува оној врвен квалитет во уметноста, во науката и насекаде. Туку напротив, во текот на овој краток период на индустријската ера од 200-300 години, не е ни толку, се уништени сите природни ресурси. 650 милиони години е нужно да настане нафта во земјата и јаглен во земјата. Тоа е направено партал и тај јаглен диоксид лебди над нас, планетата се љулја на сите страни, ветришта гледаме, прогнозата не може да ги фати, се наоѓаме во катастрофална ситуација. Обезличија се што може да се обезличи. А интернет е врвот на сите тие работи. И антисоцијалните мрежи. Врвот, тие и социјалните мрежи. Антисоцијални ги викаме. Нормално. Ние, кои треба да го чуваме јазикот, затоа што не има малку, одиме на интернет каде што нема лектура, има автоматски преводи. Значи, јазикот се прави партал. Ама што е најважно, она духовно рамниште, оној сензибилитет. Јас младост ја поминав во Белград.
Белград беше еден од центрите на културата во светот. Тој сензибилитет што се негуваше тука кај нас, беше светски сензибилитет. А сега ти им дават предност на овие во Бугарија и не знам каде, за кои жваката и ова фармерките беа ова главниот Господ. Едноставно, тие го прескокнаа главното во 20. век, беа зад железната ова завеса во страшни услови, а казната дојде врз Југославија. Зошто? Зошто? Затоа што не им требаше, не ти треба, јас ќе го направам тоа што сакам да го направам, не ми требаш ти. Не треба да се заборави што е направено се во Европа, какви злосторства, какви непотребни војни се водени, какви жртви се водени, какви освојувања и така натаму. А се тоа води прво преку фактичките војни, потоа преку економските војни, преку културните војни и сега ние доживуваме и јазична војна и на крајот доживуваме еден навистина, тоа е тежок збор, но е навистина точен, културен геноцид. Како што беше геноцид и онај парохот Стојанов во една книга, она за Радо што е споменав, вели дека таму е извршен геноцид и ова сега што се прави е исто така геноцид. Ви благодарам што бевте мој гост, ми беше чест. Се надевам дека пораките ваши ќе стигнат. И друг пат само за подобро. А што се однесува до самата литература, нека читат луѓето, макар она ја што сум го напишал, па малку ќе им помогне. 30 книги, колку што знам, така. Да, ќе биде доволно за да научат нешто, се надевам. Ви благодарам уште еднаш што бевте мој гостин, буквално гласот на народот го слушнавме, се надевам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави.